Почитувани гледачи, добар ден. Естетската хирургија полека го достигнува својот врв. Колку можеме да го спречиме старењето и да се бориме против времето? Какви се процедури ни овозможува пластичната хирургија? Дали имаме чувство дека сите после естетска хирургија налекуваат еден на друг? Дали во Македонија се случува да некој дојде со фотографија и да побара да личи на некој од познатите личности? Што е липосукција и како се прави? Како се отстранува кожа при слабење? Утрово на дел од овие теми ќе разговараме со доктор Боро Џонов од приватната болница Аџибадем Систина. Докторе, добар ден. Најпрво, од 1 март сте веќе дел од големето семејство на Систина. Релативно кратко време, меѓутоа јавноста ве знае како еден од најдобрите пластични хирурзи во државата. Благодарам на поканата. Јас претходно работев во јавното здравство и парцијално во Аџибадем Систина, меѓутоа сега сум дел од тимот постојано од хируршкиот тим во таа болница. Во најавата кажав дел од темите на кои што ќе зборуваме. Најпрво околу естетската хирургија. Вие сте пластичен хирург. Колку македонките или воопшто македонците, бидејќи обично пластична хирургија, кога ќе се спомене барем овде на Балкан, секогаш им се припишува на жените. Меѓутоа, во разговор со вашите колеги, добивам информации дека се повеќе и мажите се ваши пациенти. Еве, што бараат за корекција најпрво? Кај мажите конкретно, во последно време морам да кажам, е зголемен бројот. Претходно повеќе се устручавале, вајда, нели, пластична хирургија се поврзува со жените, меѓутоа кај мажите секако е присутна од корекции на лицето, носот, капаци, лицева хирургија, градите секако, после слабење спомнавме, отстранување на вишокот кожа на стомакот, на нозете, така да сето тоа што го прават жените е присутно и кај машката популација. Со тоа што, нели, освен градна хирургија, тоа не може, доколку не се работи за трансродови особи, пошто имаме и такви пациенти, ние третираме и такви пациенти, така да широк е диапазонот на популацијата која што доаѓа кај нас. Што бараат жените најчесто? Оперираат задници, гради, вградуваат хиалурони, тоа е веќе повеќе за Балкан конкретно, значи се уште предводи градна хирургија, односно зголемување или намалување или корекција на градите. Следно е липосукција и дерматолипектомиите, стомакот, секако и ринопластиките, корекција на носот. Кај помладата популација многу често корекција на ушните школки, повозрастните веќе со фейслифтинзи, дали се машка или женска популација, тука буквално е подеднакво распореденоста, корекција на капаците, во однос на толку не поинвазивни техники, може корекција и со ботокси, со разни типови на филери. Тука работат секако и колегите дерматолози. Се внесени во таа проблематика, што се однесува на хирургијата е во главном тоа. Задници, секако, нели, бразилски задник, ББЛ, трансфер на масни клетки од едно место на друго место, со тоа што многу често, како куриозитет, пациентките прашуваат дали можат од нивни роднини да им донираат, и тоа не е можно. Секојаш таа трансплантација и трансфер на масни клетки е автологна, затоа што доколку би било од друга особа има премногу компликации и премногу процедури, односно е исфрлена комплетно од употреба. Ви доаѓаат ли, докторе, со фотографија? Бидејќи, ајде овде можеби не во Скопје, меѓутоа по балканскиве држави, имаме чувство како жените да се ставени на некоја лента и сите наликуваат една на друга. Тоа е последица, извинете, ќе ве прекинам, дали е тоа последица поради тоа што одат во некои клиники каде што има воспоставени некакви стандарди или под наводници за убавина, или едноставно бараат да наликуваат на некого?
повеќе би рекол дека тоа се некои успоставени норми со техниките на кои што поготово за лицевата хирургија. Нели, одредени техники за корекција на нос, одредени корекции за фейслифтинг, поготово тука допринесуваат филерите и ботоксите, одредени техники и одредени норми кои што се наметнати од социјалните мрежи за тоа што е убавено. Нели, ние кој ќе видиме портрети и женски акти од сликари од 18-17 век, па и 19 век, мислењето, односно пропорциите на женското тело се комплетно спротивни од тоа сега што е модерно и сега што се мисли за убаво. Така да тоа е некој микс кој што сепак го наметнуваат социјалните мрежи дека е убаво устата, нели, да изгледа толкава да е со 3-4 филера, отколку да е со еден филер, односно да добие на некој понормален облик, секако да го разубави телото, лицето, пардон, односно устата, или да направи поголеми јаболчици, да ги испегла борите за да се освежи тој лик, за да изгледа релативно помладо, пошто секако и во естетската медицина и во пластичната хирургија сето тоа е релативно. Ние сепак и понатаму продолжуваме да старееме, сето тоа треба да се обновува, нема ништо еднаш направено да биде за стално. Секако дека доаѓаат со слики, поготово пациентките кои што, например, одредена големина на гради им се бендисала, па да биде од прилика таа големина, обликот на очите да биде таков кој што е некоја јавна личност, обликот на носот, па и устата, оглавном за лицевата хирургија. Така. Прифаќате такви понуди, оперирате или секогаш се трудам да се најдам на средина. Помеѓу барањата на пациентите и тоа што е возможно да се направи. Комплетно барањата, доколку не е можно да се направи, секако им се предочува во консултацијата предоперативно за да знаат колку е можно и што е можно да се добие конкретно од одредено лице или одреден граден кош или одреден стомак, сепак да имаат и они некои реални очекувања за да нема многу разочарувања после интервенцијата или после примена на одредени препарати и така натаму. Добре, ако некој ви дојде и ви побара екстремно големи гради, градувате ли такви импланти или сепак се договарате? Сепак се договараме. Јас се трудам да се договорам, затоа што многу пати се случувало по пациентките да бараат екстремно мали гради, па после тоа се предомислувале, па сме морале повторни интервенции за да ги зголемиме уште повеќе. Исто тоа е и со енормно големи гради, односно енормно големи импланти, пошто све си носи свое. Одредени компликации после тоа што можат да настанат, мораме да им ги предочиме, па голем број од нив и се предомислуваат. Така да, повторно ќе го кажам, тоа гледам да се најдеме негде на средината, за да има и реални очекувања и да се постигне најоптимален, најубав резултат кој што ќе одговара за пациентката или пациентот на нивната фигура, на нивната градба и така натаму. Ви доаѓаат ли млади пациенти? Се популарно е за 18-ти роден ден да добијат филер за уста. За Македонија не сум слушнала, меѓутоа има и такви по светот на кои што мајките или татковците им плаќаат зголемување на гради веќе кога стануваат полнолетни. Има и тоа кај нас секако. Ние сме у трендот, нели, преку мрежите, глобално село е целиот свет претворен, така да таа комуникација веќе е сведена на дневна база. Секако дека има и такви. Во главном гледаме барем кај тие што се пред 21 година да видат ради некој деформитет или кој што нели понатамо во животот ќе делува и на самата личност да се поправи тој деформитет за да нема понатамо импликации на формирање на личноста. Секако под 18 многу често има корекции на ушни школки кај помали деца за да се повторно од истите причини што ги спомнав. Филерите се најмал проблем.
Значи, Еве загради, на која е најмладата пациентка кај која што сте вградили имплант? сме имале полнолетство, значи на 18 години. Да. Сме имале повеќе такви пациентки кај што знаете кај женската популација порано настапува пубертетот и они веќе на 18 години се рачуна дека се оформени градите доколку нема некои хормонални проблеми. Така да, доколку има некои големи диспропорции, асиметрии, сме правеле на 18 годишни пациентки. Нормално, секогаш, независно што се они полнолетни, секогаш со дозвола на родителите, затоа што, барем јас, сум рачунал дека на 18 години се уште не, иако се полнолетни пред закон, не можат да потполно да расудуваат и што е добро донесуваат одлуки за своето тело. Кога сме кај повозрастните пациентки, има ли и такви барања? Нели вратиме 10 години, 15 години назад со фейслифтинг, сакам да вградам гради задник и која е највозрастната пациентка? Секојдневно се тие барања, нели ние ги рачунаме за поготово за лицева хирургија дека индикациите изнад 50 годишна возраст веќе има индикации комплетно за корекции, зависно од кожата, зависно од нели наследната варијанта, некогаш и порано од 40 нагоре за мали корекции за сето тоа да изгледа подобро. Во однос на возраст не сме имале, мислам, сум правил промена на импланти и на пациентки кои што се и на кај 70 годишна возраст, кои што биле вградени пред 20 години, па обликот се променил, кожата се променила и морало да се направи корекција. За први имплантации, да, сме имали тоа негде изнад 55 годишна возраст пациентки да едноставно решат тогаш за прв пат да стават импланти. Секако нема ограничување доколку нема здравствени проблеми. Поголем проблем се тоа претходно што спомнавме за одредени корекции, нели, помлади пациентки кај кои што буквално нема индикации и буквално нема потреба. Спомнав ја и претходно имам спомнато во медиуми да се јавуваат пациентки по 30 годишна возраст, 32-3 годишни за фейслифтинзи или за такви корекции кои што треба да ги причекаат барем изнад 40 годишна возраст и повеќе за да ги Добро, направат. ги праќате и имаат, да кажеме, 30 години, бараат едноставно промена естетска. Не се задоволни од својот изглед. Правите такви операции, сепак станува збор за фейслифтинг? Секојаш естетската медицина и естетската хирургија има и помошни средства и конкретни средства, пошто сепак на крајот стои хирургија. Нели, меѓутоа помошни средства однос на тоа што спомнавме, филерите, ботоксот, трансферот на масти, исто така ќе го спомнеме, многу во последно време користена техника за да се пренаменат, односно да се заменат сите овие вештачки средства, да се добие скоро ист резултат. Така да гледаме да се најдеме повторно на средина. Што е можно да се направи, што ќе подобри, а да не е чисто ради психијатриски проблеми, да мора да се направи некаква интервенција, пошто ние сепак сме хирурзи и се бавиме и дерматолозите, па некои колеги стоматолози со естетска медицина. Не сме психијатри ние. Така да, меѓутоа, можеме со одредени корекции понатаму да спречиме развој. За липосукцијата многу малку се зборува во последно време, некако ботокси, филери, пластична хирургија, нешто што е видливо нели веднаш. Липосукцијата е малку поболна метода, еве што значи конкретно, треба малку подолг период нели за опоравување. Народски е вадење на масти или слабење, условно кажано, некаков тип на слабење. Станува ли збор за естетска процедура и еве малку да позборуваме околу липосукција? Значи, прво и основно липосукцијата е техника на отстранување на масни наслаги. Широко распространето е дека
пациентките или пациентите ќе ословат со таа процедура, меѓутоа тоа со липосукција не е можно. Липосукцијата значи доколку се прави на телото, дека е обликување на телото. Односно, еве, ај повторно да не бидеме сексистички расположени, повторно за жените ќе почнем. Се знае на кои анатомски делови од телото кај жените настануваат ложење на мастите, кои што нити со вежбање, нити со било какви други процедури и машини по козметички салони не може да се отстранат и многу брзо се враќаат, пошто едноставно таква е природата, таква е анатомијата, каде се таложат тие масти. Тука доаѓа липосукцијата во прилог, да се отстранат од тие делови, доколку на некои делови фалат, да се тие масти трансферираат после одредена преработка, да се во исти акт да се трансферираат на одредени делови, да се направи естетска корекција. Во нашата болница имаме моментално нов апарат, најсовремен, кој што овозможува многу побрзо таа процедура да се направи. Секако се прави главно доколку се поголеми делови од телото подложени на липосукција, мора во анестезија. Во однос на обликување на лицето и на вратот може да се прави комплетно во локална анестезија, затоа што правиме комбинација на две техники, на липосукција со апарат и тумесцентна техника, односно прво се испунува мастните наслоги со одредена раствор, кој што ги разбива, па после се прави липосукцијата и доколку е потребно се исчистуваат тие масни клетки за да се трансферираат на друго место. Најпопуларна процедура и кај нас и во светот е ББЛ, односно бразилскиот задник зголемување, и во однос на тоа кога би се споредило со ставање на импланти во задникот, многу по-лесна процедура за пациентите и многу побрзо опоравување. Со тоа што мора да се каже дека при липофилингот во првите 2 месеци негде 30% од тие масти што сме ги внели на друго место се ресорбираат, така да обично е потребно за 2-3 месеци повторно уште еднаш да се повтори таа процедура. Сме имали исто и често, што е реткост, пациентки што се занимаваат со такви видови на професии, кај кои што би имале проблем доколку имаат импланти, можда и сме имали со боречки вештини и спортистки, каде што сме правеле трансфер на масти за зголемување на градите. Нормално ефектот не е исти како кај тоа кога би ставили импланти, меѓутоа пациентите се задоволиле со тоа што сме го добиле на крајот. Така. И за крај на интервјуто, околу попуст, практично новитетот кој што се го видува сега во Аџибадем Систина, дека со било која пластична или со било каков оперативен запад се добива 20% попуст за некаква естетска корекција? Да, решивме во нашата болница, пошто се работи за месецот на жената, 8 март, да се направат попусти, негде околу 20% попуст добиваат пациентките на сите цени кога се прави естетска корекција оперативна и со секоја интервенција плюс и гратис ботокс во однос на 50 единици за корекција на одредени делови на лицето. Доктор Џунов, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма. Очекувајте го издавањето на нашиот весник и секако следете го нашето веб издание. Имајте убав ден.